Огромен дефект на Прилепскиот хидросистем, односно кракот од мрежата така наречена лева падина, веќе месец дена им предизвикува проблеми на земјоделците од овој крај, кои што сега се во фаза на засадување на одредени култури, особено на тутунот. Велат дека никој не им кажува кога ќе биде саниран дефектот, а доколку продолжило жешкото време, без вода штетите ќе биделе огромни. При бајчки време се занимаваме со тутун, од него живееме ние, живеат и другите, мислам луѓе, дуќанџи, земјоделски аптекари и други работи. Значи, ова што се случува со водата, катастрофа е. Ако сега пример тутун не наседат луѓето, тој сите, што ќе бират летоа? Зимо што ќе продава? Ни круши, ни тутун, ништо. Тутуно насаден, пола се суши, вода нема ич сега, еве ови што се мачат, што садат, се ти е изгорен тутуно и кој ќе му плати ним? Прилепско поле, иди само за парите да ни земи. Јави се на телефон, сега ќе видиме, од Скопје ќе ни се јават, сега ќе ја пуштат и само не лажа така. Најголем дел од овие земјоделци живеат само од тутунопроизводство. Јас сум тројца членови дома. Значи, исклучиво живеам од тутунов. Друго нема за прехрана. Моментално вода нема. Имам насадено 3 декари, а имам уште 9 декари до садење. Луѓето овде сите работат за да извадат некој динар. За фамилијата да си ја прехранат. Некој појче, некој помалку. На вакиов начин на работа на Прилепско поле нема да успееме никој да извајме некој денар. Според извршниот директор на АД Водостопанство на Македонија Филип Филиповски, тие веќе започнале со активности на отстранување на дефектот, но проблемот бил доста сложен и чакале специализирана фирма за да може да ги заменат цевките кои што пукнале во моментот кога низ нив за прв пат годинава била пуштена водата. Кога ќе биде саниран дефектот, не можеше со сигурност да каже.